Slušaj vamo, dragi moji prijatelji i prijateljki, mnogo работи имаше за кои требаше и треба да се говори. Стварно, во овие 10 минути не знаеш за шо попрво. Дали за лебот, дали за криминалот, дали за гангстерајот, дали за... Ама некако жените ми се најбитни. Знаете, без оглед на све, детектирано е. Живееме во булшит време, затоа што имаме булшит власт. Затоа што булшит е се, затоа што лошо владеат. Треба ли да го повторувам тоа? Треба ли некој да ви го каже за да ви влезе у тоа artificial intelligence копроцесор? Не, нема никого да навредам. Напротив, ве сметам дека сте премногу добри, премногу паметни и премногу добри. Дури премногу добри. Да бевте малце порасипани, да бевте малце, ке гореше земјата. Иако многу ми навикаат, знаеш, ајде излеземе, ке средиме, ке ги срушиме, ке ги тепаме. Не е така. Не е така, верувајте дека не е така. Народот ако инстинктивно вака реагира, тоа е најдобриот начин, затоа што има во подсвеста народот чувствува што и како. И затоа му верувам на народот. Слушај, да го цитирам Бранко, дегутантно е, ама како вика, народот е во право дури и кога греши. И ја мислам дека треба да земе вили и мотики, да влезе у она шампитана и прав. Много видовме тоа се случи во Капитол Хил. Како заврши работата? А па Капитол Хил не ја научи лекцијата од она 27 април. Да не се навраќаме на тоа. Лепчето гледам, насушно, добро ни е. Какво, такво, по маркети имали, немали, небитно. Пробавме да дискутираме, да дебатираме на темата, повеќе е муабетот и јадењето леп, одо што реално нешто што и така натаму. Генерално, лошата работа, она што е лошо, не е тоа дали има леп или нема. Кога државата почнува да ги регулира цените, да замрзнува цени, секогаш, секаде, во секој систем, во капитализам, во социјализам, во комунизам, во астрофизам, во било кој систем, штом државата почнува да го регулира пазарот и да ти каже, тоа исто како да ми каже мене, види, Јанко, убава емисија правиш, колку земаш ти од емисијава? Па земам ја 10 евра од емисија. Многу е. Ќе замрзнеме сега твојата цена на 5 евра. Важи. Абе, кај е Јанко? Па зема боловање. Му следуе. Ама тој не работи. Ама пушта репризи. Ама сега шо да правиме? Драги мои, 8 март дадов еден пиетет како што у живот не сум дал за жените, дека жената е капија меѓу два света, дека жената е светиња, дека жената е благослов за нас, останатите суштества кои живееме и го делиме овој простор, ова време, во овој универзум. Нема ништо по-свето, по-значајно, по-битно од жената. Филозофирајте колку сакате, теоретизирајте колку сакате. Овој свет почнува и завршува со жената. Дојдовме на овој свет преку жена и ќе бидеме спасени во наредниот свет, во наредниот универзум, во оној безвременски, безпросторен, нематеријален. Да не идеме во тие филозофии. Што видовме деновиве што многу мина ги вознемирија. Имено, драги мои пријатели и пријателки, се појави една некоја, ајде да речам, инкарнација на Мирко Попов во сукња, или може би човекот сменум, не знам, идентитет, што не е проблем и така натаму. Он е доста радикален, нели, сака да пали црква, што јавно го изјави дека би ги запалил сите цркви, не џами, не синагоги, цркви. Знаеш што збори, нели?
Затоа што за другото аплаузи добиваат. Знаеш како вика умало? Вика, нема да те шамарам, ќе те аплаудирам. Шега. У живот прст не сум кренал на некого, а камоли било што друго. Не се, насилството никогаш не е решение, а еден христијанин секогаш треба да биде благодарен ако некој го навредува, ако некој го напаѓа, ако некој го омаловажува. Имено се појави таква една женска особа на некакви си протести во врска со 8 март, како за правата за жените излезе со транспарентен, да, можев да ја покажам на телефон. Не ќам, вулгарна е. Вулгарна е. Ја можам да бидам вулгарна. Како можам да бидам вулгарна. Многу е лесно. Знаеш, малце бара подвиг, ја сакам да направам подвиг, да можеш да бидеш доволно речит, да бидеш доволно прецизен, да бидеш доволно бомбастичен, а да не употребиш вулгарен збор. Имено, знаете што пишуеше на плакатот, тука ќе има бип, вика црквата да бип, црквата да бип. Добро? Каква револуционерна шаренолика мисла. Сјајот и бедата на шарената револуција и платениците на Сорос и останатите окоти и скотои кои се изродија од тоа време, кои се почувствуваа дека се морало етиката и прогресот на едно општество, бидејќи веќе немаа за што да се бунат, најдоа дека црквата им е крива. Но, интересна работа. Еве, легитимно е во едно демократско општество да нападнеш и црквата. Христијанинот не треба да возврати вулгарно, агресивно, со напади и со барања. Имено, по Христовото распнување, воскресение, негово јавување на учениците, они тргнуваат да ја проповедаат верата, љубовта. Она што им се случува, нормално биваат прогонети. Во еден даден момент, Свети Петар е затворен, го затвораат римските војници, неколку дена го држат во затвор, го тепаат, а неговите браќа, нели апостолите, загрижени го чекаат и него го пуштаат на крај, бидејќи бил многу влијателен, народот го сакал, знаел кој бил, што е и така натаму. Го пуштаат од затвор и овој излегува, а овие цели расплакани се тресат, го гледаат раскрварен, модар, изел ќотек, а овој трча радостен. Зашто се радуваш, вика брат? Затоа што се што истрпев Христа ради. И мене ми е, знам зошто сум ги истрпел и заради кого маките. И мене тоа ме прави уште посреќен. Не е перверзна мислата, перверзна е за оној кој не е во црквен, оној кој е во црковен и кој ја разбира оваквата семантика, знае колку е суштествена и продуховена, но и тоа не е битно. Значи, излезе младава дама со таков транспарент дека црквата им е нешто крива за правата на жените или било какви права. Секако, нели, геј бракови се проблем, зашто црквата не ги признава, зашто црквата не признава абортус и така натаму. И тука нема да навлегуваме. Но црквата не ги донесе правилата против кои се буни. Хало, мадам, каде бевте? Ти кај беше? Кога народилката ги извадија органите, ја бев тој кој ретвитував, кој се бунев, кој барав правдина за жената чии органи на породување се извадени и кој знае што е направено со нив. Кај беше ти? Кај беше ти да се буниш кога се донесуваа платите, кога се донесуваа уредбите, колку ќе биде платена една жена во администрација, колку маш? И црквата ги донесе уредбите за платите, за нивото на платите и се останато со жената. Црквата ги донесе законите колку жената треба да има породилно отсуство. Не, црквата ништо од ова не направи. Црквата е најмалку виновна за цело ова. Онтолошко промашување, тоа е кога немаат
фокус ни дефокус. Едноставно скандал, а ние им дадовме. Вие им дадовте внимание. Вие им дадовте внимание. Вие им дадовте значење. Требаше да избришете со нула, никој да не постои. Тоа ќе ги убие, бидејќи они се хранат со таа негативна енергија. Без оглед што и мојот колега исто така се напумпа со фичото, нели, му дојде убаво од сите страни, ау ти ваков таков, ау вика јас сум значаен и битен. И па сега и таа млада дама е на исто ниво со неа. Thank you very much. Слушај ваму, бидете така. Чувајте ги жените, почитувајте ги жените и игнорирајте ги борците за женски права, затоа што секогаш се покажало во историјата дека најмалку тие предонесуваат за женските права, освен Клара Цеткин и Роза Луксембург, кои директно политички се ангажирале за сето тоа. Но жената ја возвиши само една историска личност, ја возвиши кој ретко кој створ, суштество, битие може да го достигне. Пресвета Богородица. Слушај ваму, се слушаме наскоро.